Како школа учел во Битола кај семејство Лозанчеви. И некаде 1913 година ја купил оваа виолина од кај нив и свирел на неа до крајот на својот живот. Според некои истражувачи тој е представник на втората, според некои на третата генерација чалгаџи во Охрид. Тој од рана возраст започнал да свири. Значи, музикалниот ген си го наследил и од дедо му и од татко му. Тие свиреле и на виолина, на кемане и на лаута. Интересно е да се каже дека свирел со левата рака, што е малку невообичаено за виолинистите. Најпрви свирел во тајфата со татко му, а потоа си оформил своја тајфа, такамот на Садиловци, некаде околу 1906 година. Името на тајфата после ослободувањето е сменето во Охридски трубадури. Немало настан, немало некоја семејна веселба што не поминува без нивното свирење. Свиреле на свадби, на крштевки, на сунети, за големи празници, на панаѓури, свиреле во хотели, во ресторани. Репертоарот им бил многу богат, значи свиреле влашки, турски, грчки, српски, бугарски, албански песни. Тие тешки времиња, кога не сме живееле во самостална држава, тие биле единствените што го развеселувале народот и во тоа тешко време. За Охрид Климе Садило е, не знам, поет, хроничар, историчар, музичар во секој поглед. За нас е од големо значение. Меѓутоа, со тоа што е за нас, е и за другите градови и за целата држава. Значи, зборувајќи за тој период, ние не сме заостанувале толку многу за сите други држави и многу поразвиени од нас, иако не сме живееле во самостална држава. Тој си имал и посебен стил на свирење, значи, во исто време да е тонот и мек, и мекамлиски, да е и силен, и продорен, а од музички аспект некогаш и недоволно чист. Ама тоа е спецификата на неговото свирење. Преку чалгиската музика ние учиме многу за периодот во кој се живеело. Значи, зборуваме за време кога немало модерни современи средства за комуникација, како радио, телевизија или електронски медиуми во секој случај. Значи, чалгиската песма била таа што ги опевала и пренесувала и забележувала важните настани и случувања во Охрид. Можеме да научиме за нормите на живење, за некоја неостварена, за некоја забранета љубов, за начинот на облекување, модата и на крајот за идеалите и за борбата за слобода. И ние сме пресрекни што сега можеме да зборуваме за ова покрај експонатот што го имаме и ќе го имаме трајно, ќе остане за градот.